Шефот на германската дипломатија и сегашен председавач на ОПСЕ, Франк Валтер Штајнмајер, оцени дека конфликтот во Украина повторно го врати се ништето на војната во Европа. Скоро 50 министри за надворешни работи учествуваат на дводневниот собир на ОПСЕ во Хамбург, а на врвот на агендата се конфликтите во Сирија и во Украина. Министерскиот состанок, како што и изјави шефот на германската дипломатија Штајнмајер, е со цел зајакнување на ОПСЕ како единствена организација во цела Европа, која има способност ефикасно да се справува со кризите и да биде место на континуиран диалог во напорите за слобода и безбедност на стариот континент. Wir haben alle miteinander, gerade wir hier in Deutschland, aber viele andere in Europa auch, die Frage von Krieg und Frieden jedenfalls für den europäischen Kontinent immer für erledigt gehalten. Штајнмајер додаде дека по 1990 година, по реунификацијата на Европа, на пролет во 2014 година се сватило дека тоа не било така. Die Frage von Krieg und Frieden ist auf den europäischen Kontinent zurückgekehrt mit der Annexion der Krim und dem Ukraine-Konflikt, der bisher und heute andauert, den wir bis heute nicht gelöst haben. Und im Grunde genommen ist Europa seitdem in so etwas wie einem dauerhaften Krisenmodus. Штајнмајер побара од Русија да помогне во намалувањето на тензиите во Европа. Претходно тој, за време на неговата средба со шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров, побарал од Москва и итен хуманитарен прекин на огнот во Сирија. Пред средбата со Штајнмајер, Лавров во Хамбург имаше состанок со американскиот државен секретар Џон Кери, кој ќе ја напушти таа функција во јануари, кога и председателот Барак Обама заминува од Белата куќа. На средбата, како што е соопштено, се разговарало за изворено тешката ситуација во сирискиот град Алепо. Лавров рече дека при тоа ја повторил неговата поддршка на предлогот на Соединетите држави од минатата недела за целосно повлекување на бунтовничките сили од источниот дел на Алепо. Според Лавров, Соединетите држави веднаш потоа го повлекле овој план. Во меѓувреме, сирискиот председател Башар ал-Асад оцени дека битката за Алепо ќе биде пресвртница во војната во Сирија. Тој додаде дека Соединетите држави со повикот за прекин огнот во Алепо ги изневериле сириските опозицијски сили кои имаат поддршката на Вашингтон. Одлуката да се ослободи цела Сирија е донесена, а во тоа е вклучен и градот Алепо, рече Асад. Сириските владени сили, според новинските извештаи, деновиве успеале да освојат скоро 80% од овој некогаш најголем град во Сирија.